Здраво и од мене, колеги. И ви честитам што дојдовте до последната тема од целава оваа наша приказна наречена Академија, а тоа е прашалникот. Ќе пробам во ова предавање да ви го доловам моментот зошто е битен прашалникот, која е улогата на прашалникот и што треба да донесе за сите нас и за нашите соговорници. Се надевам на тие што веќе работат прашалник и пробале на теренот како тоа изгледа, ќе им помогнам да видат каде можат да го подобрат своето работење во прашалникот, а сите оние кои се на самиот почеток да им биде многу полесно. Ова предавање е наменето токму за тоа да дојдеме до клучниот фактор, тоест како да изготвиме одлично предлог решение за нашите соговорници и како да си го олесниме нашето работење во целиот овој процес. Само секунда. Значи, прашалник, индивидуално портфолио, финансиска анализа, можете да го наречете како сакате, како вие се чувствувате најубаво. И јас сега на почетокот ќе пробам максимално да ви укажам зошто е важноста на прашалникот, меѓутоа пред да почнам, можам да кажам со сигурност, бидејќи моите почетоци во ВФП приказната се многу пред да постои прашалникот и можам да ви кажам со сигурност дека прашалникот е една магична алатка која на сите нас ни ја олесни работата, представи еден професионален приказ пред нашите соговорници, им олесни на новите соработници кои почнаа да работат, а нам ни дозволи да се разликуваме од сите останати, додека на соговорниците им даде едни професионалци кои навистина се грижат за сето она што се случува со нивните финансии и доаѓаат до еден сериозен пристап до подобрување на нивната безгрижна иднина, која, впрочем, е и нашата главна тема во ВФП Копци. Значи, која е важноста на прашалникот? Прво, да се представиме како професионалци во нашата работа, да ги дознаеме желбите, потребите и можностите на клиентите, да ни помогне при креирање на најдоброто решение на клиентот, а на новите соработници да им ги олесни првите чекори во кариерата на соработникот. Кога велам како да им ги олесни првите чекори во кариерата, кога велам први чекори, сите, да, ви се допаѓа приказната, дојдовте до заклучок дека да, супер е, дека може да се направи одличен бизнис, дека ви се допаѓа начинот на функционирање, дека ви се допаѓа енергијата, дека ви се допаѓаат луѓето. Меѓутоа ве мачеше едно прашање и сигурна сум дека некој од вас го имаат изустено, некој од вас им останало длабоко во главата, а тоа е како јас сето ова ќе го научам. Како да им понудам на моите соговорници одредено решение. Јас ќе ве замолам, значи прво, сите вие во главата ставете си дека единствениот продукт кој треба да им го пренесеме на нашите соговорници е финансиската анализа. Единствениот продукт на кој ние сите заедно на почетокот треба да бидеме фокусирани е токму овој прашалник. Вие не сте свесни колку е магичен и колку е добар овој прашалник и колку, впрочем, ни помага во сето она што ќе се случува во иднина. Кога велам магичен, тоа е една алатка која е беспрекорно, внимателно конструирана од нас како луѓе кои го истражиле пазарот, работеле и сватиле што на вистина му е потребно на нашиот соговорник. Да биде искрен, да биде опуштен, да не препознае буквално како професионалци и едноставно да сака да разговара со нас. Значи, ајде ќе го разработиме сите заедно прашалников и ќе видиме зошто е тој толку магичен и зошто е тоа алатка која ни е потребна. Поделен е на 8 дела, а тоа е лични податоци на клиентот, неговиот професионален ангажман, финансиите, здравствена заштита и осигурување, банкарски услуги и штедење, инвестиции, здравствена состојба
и договарање на втора средба. Прашалникот содржи неколку клучни точки кои ни е потребно ние да се задржиме, да поставиме дополнителни прашања кои ќе ни дадат подобра слика за нашиот соговорник, а клиентот ќе го доведе во ситуација да размисли за конкретни сценарија или можности, да се води низ еден опуштен разговор, додека на нашиот ментор или на лицето кое треба да ја даде финалната одлука или решение за нашиот соговорник ќе му даде една слика како да присуствувал на состанокот кој ние сме го завршиле со нашиот соговорник. Значи имаме 3 во 1. Одиме. На почетокот ја идентифицираме фирмата. Често пати ќе слушнете од клиентите дека можеби не слушнале, дека само ја виделе нашата реклама и затоа вие сте потребни за да им го доловите моментот кој е ВФП, што работи ВФП и гледајте тоа да е во 2-3 реченици, да не навлегувате многу во детали. Меѓутоа ќе добиете и клиенти кои ќе ви кажат дека можеби има некој искуство со ВФП, затоа што сепак да не исклучиме можноста, станува збор за бренд кој веќе постои многу години на пазарот во Македонија, препознатлив бренд и не е исклучена можноста вашите соговорници да разговарале веќе со некои од нашите колеги. Меѓутоа јас тука ќе ве охрабрам и ќе ве замолам, запомнете, побарајте од нив да ви дадат можност, да ви слушаат и вас. Зошто? Повторно ќе ви кажам. Ние се разликуваме од сите на пазарот. И во првиот дел ќе му поставиме прашања кои како би ги добиле основните информации за него и би го опуштиле со што би добиле опуштен и искрен соговорник. Ако ga имаме опуштен соговорник по инерција е и искрен, затоа што ќе му се допадне начинот на разговор и ќе имаме искрени одговори во текот на целиот прашалник. На почетокот, кога ги добиваме неговите први информации, се фокусираме на неговата работна позиција. Гледајте да почнете дискусија што му се допаѓа, а што не. Зошто? Ова прашање ни е битно и одговорот од соговорникот. Така ќе имаме слика за соговорник кој ќе знаеме што на вистина сака, каква работа би сакал да работи, а нам ни дава зелено светло дали на тој соговорник утре би можеле да му понудиме идеја за бизнис, тоест дали може да се пронајде тоа што он го бара, го има меѓу нашите редови и може да му помогне за да си ја најде својата долго посакувана работна позиција. Колку е задоволен од вкупните примања и дали може тоа да се подобри и колку нивната сегашна работа им овозможува слободно време за семејството и пријателите. И тука ќе застанам на ова прашање со еден пример кој ми е многу пресен, тоест се случи вчера и ми го потврди само сето она што до сега сум го искусила од пазарот, а тоа е дека луѓето често пати заради ангажманот кој го добиваат и финансиската надокнада за нивниот ангажман забораваат на слободното време и стануваат робови на својата работа. А тоа ми се случи во нам на сите добро познати кам маркети. Вчера одам на пазарење и на каса јас и еден пред мене исто клиент муштерија влегуваат во дискусија со продавачката, тоест касиерката, и вели, не се сеќавам добро што беше дискусијата, меѓутоа знам дека ме поттикна да поставам јас под прашање тука додека ги ставав своите продукти, а тоа беше колку многу работат и дека се солидно платени за тоа што го работат, така одговори касиерката. И јас на тоа ја прашав, како стоите со вашето слободно време и дали оваа работа ви овозможува доволно слободно време за семејството и пријателите. Верувајте дека нејзината импресија на лицето и се промени и мислам дека и поттикнав размислување дека така брзо ми одговори ако и размислува на слободното време и тоа малку што го имам го користам за одмор затоа што сум преморена од работа. Тука поставив само уште едно прашање, вие уживате ли во тоа да сте преморени од работа или заради финансиската надокнада прифаќате се, и она само ми одговори па не знам за подобро.
И реков, дали си спремна да слушнеш и сакаш ли да слушнеш, дека може би има подобро. Нормално одговори да. И верували или не, ние договоривме кафе со касиерката. Така да може да ви донесе позитивно искуство и да, битно ни е, затоа што често пати забораваме на собствената слобода за цена на нели финансиската надокнада на тоа што го работиме. И наредното прашање е доколку им се понуди можност за изградба на кариера во странска компанија, дали би биле заинтересирани да слушнат какви можности би имале они. Често пати и тука подпрашајте го соговорникот, затоа што доаѓаме до момент каде што соговорниците мислат дека станува за збор за странска компанија надвор во странство, па не сакаат да слушнат ништо затоа што немаат идеја да си заминат од државава или едноставно ги плаши фактот дека може би треба да заминат некаде подалеку, е битно затоа што сепак станува збор за бренд кој не е македонски, него е австријски и тука добиваме комплетна слика за клиентот или соговорникот, дали ние можеме да му понудиме дополнителен бизнис или можеби во иднина професионализација во нашава компанија. Кога станува збор за финансиите, кога размислувате за своите финансиски потреби, желби и цели, кои од наведениве мислите дека ви се посебно важни, тука ве молам, значи вклучете го активно со работникот, доколку соговорникот се извинувам, доколку пополнувате прашалник на телефон или лаптоп независно, значи доколку пополнувате прашалник на телефон, дајте му го вашиот телефон и дискутирајте ги сите оние 8 точки кои ви се наведени. Често пати ќе добиете одговор дека мислам дека беше 4-то, а тоа е школување за нивните деца, станува збор да речеме за соговорник кој се уште нема деца, па дозволете си прашајте, ова мислите во иднина, кога би се оствариле како родител, и подсетете го дека разговараме финансиските потреби, желби и цели кои му се битни во моментов. Значи, ако тука приметите дека соговорникот онака нели на брзина ги штиклира првите 3-5, значи не сте го подигнали интересот кај соговорникот и едноставно не размислува што да одбере, па продискутирајте со него околу сите тие потреби и желби кои он ќе ги штиклира, продискутирајте ги малце, внесете го во дискусија за повторно да го опуштите и да му даете до знаење дека вие сте тука за него и дека доколку искрено одговори, ние ќе пробаме да најдеме предлог, решение за да го оствариме тоа што он ќе го побара од нас. И битно ви е сериозно да поразговарате. Што лично за вас представува нормален живот? Колку средства ви се потребни вам и на вашето семејство за еден таков нормален живот во евра? Нормално, и колку тоа реално остваруваат? Тука би ве замолила сите да се фокусирате убаво што за нив представува нормален живот. Ќе дојдете до изненадувачки аргумент или факт дека многу од нив заборавиле што за нив некогаш представувал нормален живот, дека текот на животот ги натерал можеби да се откажат од своите соништа и дека денес не го живеат животот кој би сакале да го живеат. Па затоа седнете и фокусирајте се кон него, дајте му можност да се врати во минатото, да го представи неговиот нормален живот, и ако добиете одговор од типот па да ми се подмирени, не знам, сите оние месечни потреби и да ми е полн фрижидерот и да не знам, не размислувам дали ќе имам да го поминам целиот месец, да знаете дека се плаши да размислува за неговиот нормален живот, па подпрашајте го, еве неколку идеи, а дали мислите дека е нормално едно одговорно семејство како вас да оди 2 пати на годишен одмор? Дали мислите дека можеби едно нормално семејство и одговорно како вас треба да си дозволи еднаш во неделата семеен ручек надвор од дома? Дали мислите дека е нормално? Значи, подпрашајте го такви прашања кои за вас денес се нормални, а можеби он не размислувал за такво нешто.
и прашајте го дали он би сакал да има таков нормален живот. Да, ќе добиете одговор ако и не би сакал. Тука дозволете си да прашате, некој не би сакал, јас те прашувам тебе или ве прашувам вас, дали вие сакате, сепак тука сме за вас и сакаме целото време да го посветиме на вас и на вашиот сон и вашата замисла за нормален живот. Повторно, дозволете си да му кажете дека сте тука за него. Ако да го опуштите и да свати дека спроти него има некој кој навистина ќе размислува за него. Ако ви ќе каже сите овие работи, дека за него е сето тоа нормално, пофалете го. Луѓето сакаат кога ги фалите. Па браво, знаев дека станува збор за таква личност, не ни очекував помалку од тоа, знаев дека ќе дојдеме до заеднички до таков одговор. Значи, дајте му еден ветер во грб, една храброст да биде поотворен и поискрен со него. И ќе добиете многу поискрени одговори и ќе поттикнете кај него размислување кој е тоа решение што вие ќе му го дадете за да има таков нормален живот, ако во моментов го нема. Сте размислувале ли некогаш од што би живееле доколку вашата работна способност драстично би се намалила? Тука ќе добиете одговор често пати, да, ќе работам некоја онлайн работа. И јас би ве охрабрила повторно да поставите едно подпрашање. Добро, ајде вака да се сетиме. Или може би ќе добиете некој одговор, ама јас не сакам да мислам на лоши нешта. Јас не сакам да размислувам на негативни ситуации, за да не поттикнете негативна емоција кај клиентот и потоа да не сака да разговара со вас. Речи да, и јас, речете слободно да, ни јас не сакам да поттикнувам такви негативни размислувања, меѓутоа, ајде, ќе се сложите со мене дека сите ние, кога ќе станеме наутро и првиот момент ќе излеземе од дома, сме веќе подложни на било каква несакана ситуација. Што велите дека и тој 1% на несакана ситуација, кога би имале можност да се заштитиме од таква 1% несакана ситуација? Бидете сигурни дека ќе ви речат, па тоа би било одлично. За такво нешто зборувам. Значи, јас знам дека си ти позитивен човек и многу ми е мило што си таков и што секогаш гледаш позитивно на животот. Меѓутоа, подсвесно да немаш буквално никаква грижа, ајде и тој 1% да го минимализираме или ставиме една заштита да не постои ни тој 1%. Што велиш за такво нешто? Ќе добиете потврден одговор, верувајте. И тогаш, да, така одговорете си слободно на прашањето, значи повторно му праќате сигнал на менторот или лицето кој треба со кого ќе го анализирате прашалникот и дојдете до крајното решение за каков човек станува збор, дека не е ограничен, не е затворен, спремен е да промени нешто. Во каква финансиска состојба се гледате во периодот кога ќе престанете да работите? Дел од нив ќе ви одговорат, па со оглед на сегашната ситуација, недобра, дел од нив ќе ви речат, во одлична ситуација, супер, и за двајцата двата типа на луѓе имате супер подпрашања, а тоа е за тие кои во не така добра, поставете му прашање зошто и дали би сакал да го промени тоа, затоа што вие токму сте за тоа денес тука, за да го промените, а на тие останатите поставете им прашање, браво, одлично, знаев дека ти не оставаш на случајност, можеш ли да ми кажеш како? И ќе дојдете до конкретниот одговор. Значи, не одете само со сувопарните прашања кои се поставени во прашалникот, затоа што во тој случај нема да изгледате како луѓе кои сакаат со нив да разговараат, нема да ви биде опуштен клиентот, а во овој случај би имале опуштен соговорник и многу полесно ќе дојдете до конкретните одговори и до тоа за каква личност станува збор. И ако сакаме да сме уникатни и поразлични од сите останати, тоа е целта. Да го опуштиме и да имаме еден поинаков разговор со него. Одиме кон здравствена заштита и осигурување. Дали сте задоволни од моменталната ситуација на здравствените институции, барем во Македонија,
90% од нив ќе ви одговорат не. И колку ви се познати условите за лечење во приватни болници во земјава? И тука повеќето од нив ќе ви одговорат, па да, познати ми се, потпрашајте што им е познато. Неретко ќе го добиете одговорот, да, условите се многу подобри, меѓутоа многу се скапи. Прашајте ги дали знаат дека можеби истите услови може да ги добијат за многу пониска цена. Ако не знаат, и ќе ве потпрашаат сигурно како, тука доаѓате во една замка, затоа што сигурна сум дека знаете многу повеќе од нив, да ве наведат на тоа да почнете да објаснувате некој осигурителен продукт, а тоа е приватното здравствено. Ве молам, воздржете се и прашајте ги само дали сакаат да слушнат и дека тоа ќе го пренесете на вашиот ментор кој е професионалец во ова, се со цел за да вие не ги информирате нешто погрешно. И тогаш имате клиент кој или соговорник кој би сакал да има приватно здравствено осигурување. Понатака одиме дали имате мислење за животното осигурување и ако имате, какво е? И тука внимавајте на таа иста замка. Ќе имате клиенти кои ќе ви одговорат, да, знаат дека тоа е продукт кој обезбедува финансиски средства доколку нив нешто им се случи. Ќе добиете одговор дека имаат лошо искуство. За тие вторите, тие првите, речете им слободно, прашајте ги, а некој ви го објаснил ли досега продуктот или тоа е само од разговори кои сте ги слушале од претходно, и запишете го тоа, затоа што менторот ќе знае дали и со каков соговорник ќе разговара наредниот пат, а за овие вториве пробајте да дознаете зошто е неговото лошо искуство, дали е тоа директно случајно према него или некој близок, или тоа повторно, ајде така ќе речам жаргонски, одрекла казала муабети. Побарајте контакт од личноста од која има слушнато некое лошо искуство, се со цел да му помогнете да дојдете до подобро решение за него и да видиме дали навистина станува збор за незадоволство на клиент кој не го добил сето она што требал да го добие, или можеби бил претходно погрешно информиран. Меѓутоа ве охрабрувам и во двата случаи да добиете, да побарате од него контакт од лицето кое е незадоволно, се со цел да биде задоволно, за да проба вашиот ментор да направи нешто повеќе за него во најмала рака, затоа што секој од нас, менторите, имаме непосредна комуникација со компаниите, ги знаеме повеќе условите, а и доаѓаме до сознанија на пазарот дека 90% од клиентите се лошо информирани или го немаат продуктот кој сакаат да го имат, па така ако имате соговорник кој ќе ви каже во трет случај дека да, јас имам полиса или моите дома имаат полиса и знам како функционира, охрабрете го, пофалете го и кажете му дека е меѓу тие клиенти кои сега во моментов може да добијат бесплатна анализа на нивниот продукт. Зошто? Затоа што низ текот на годините се смениле сите оние нивни желби, потреби, можности, дали знаат што плаќаат, дали знаат кои заштити ги имаат или дали знаат како воопшто продукт поседуваат, и ако не се добро информирани, да им направиме една бесплатна финансиска анализа на нивниот продукт и да видиме дали можеби во моментов на пазарот има нешто подобро за нив или го добиваат сето она што они реално сакале да го добијат или сакаат да го добиваат. Менторот сигурно нема да каже дека нема да направи бесплатна финансиска анализа. Ако во моментот ви каже клиентот дека или соговорникот дека ја нема таа полиса, дека му е дома, слободно кажете му доволно е да ми ја пратиш само на Вибер, мојот ментор ќе направи бесплатна анализа за тебе и ќе имаш точни информации што всушност имаш ти дома. И така, уствари,
ќе дојдете повторно до една блискост со клиентот, таа бесплатна анализа ќе му даде уште една слика дека станува збор за професионалци. Понатака одиме со кои облици на осигурување си имате сретнато до сега и при избор на полиса дали ги истражувате условите и можностите кои ги нудат компаниите или по навика користите услуга стално од една иста осигурителна компанија. Зошто е битно ова прашање? Битно е за да видиме дали сепак станува збор за соговорник кој може би знае малце повеќе во делот за осигурување, може би има повеќе осигурителни продукти дома и при избор на полиса дали ги истражува условите или има нели една осигурителна компанија, често пати ќе дојдете на пазарот до информација од вашите соработници или соговорници дека да, тетка ми работи во таа осигурителна компанија или не знам, мојот најдобар другар. Тогаш мислам дека да, ако му е некој близок и он е задоволен цело време од тоа што нели е обслужен како што треба и нема никакви замерки, да не навлегуваме во поголемите детали на сите негови осигурителни продукти, затоа што сепак тетка му е тетка и не би имало потреба да се бориме со нејза на пазарот. Често пати луѓето својата доверба ја даваат по нели емоција или личности кои ги познаваат и веќе долго време работат, а и сигурна сум дека тетка му не би му дала некоја лоша понуда доколку нели не е за него. Кога одиме на банкарски услуги и штедење, што е најважно тука? Да ги прашате соговорниците дали знаат што е штедење или која е нивната дефиниција за штедење. Нормално вие знаете дека штедењето е континуирано издвојување на дел од приходите без да има некоја посебна причина за тоа. Меѓутоа, ако не ви истакнете некоја таква дефиниција за штедењето или ви кажат па да тргнам пари ако сакам да си купам нешто, ќе дојдеме до сознание за каков повторно соговорник станува збор, тоест дека штеди само кога навистина има потреба и дека нема никакви штедни навики. И морам да ви кажам и да ве спремам дека ќе имаме малце потешка ситуација за да го научиме да штеди. Потоа ја објаснуваме формулата за подобар живот, која применуваат најуспешните луѓе на светот и никако не забораваме да ги прашаме дали ако имаме ваква едноставна формула, уствари едноставните формули се и најдобри, и знаеме дека можеби ваква една едноставна формула ќе ни донесе многу побезгрижна иднина и поубав финансиски живот, дали според нив е тешко да се спроведе и кој е нивното размислување. Верувајте дека ќе дојдете до позитивен одговор од повеќето од нив и ќе ви кажат па 10% и не е така многу, да, сите можат 10% да тргнат на страна, повторно ќе му кажете браво, очекував дека ќе имам таков одговор, знаев дека си таква личност. Пофалете го човекот едноставно, најдете начин и зборови што ќе го пофалат. Ќе имате и луѓе кои ќе ви кажат па не, 10% се многу. Тука јас често пати го користам, а и повеќето од колегите, а тоа ќе го искористим и во работилницата да добиеме уште повеќе идеи како можеме тоа да го направиме подобро и со различни соговорници да имаме различен пристап. Едно скриено прашање кое може многу да поттикне кај соговорникот размислување, а нас да ни даде позитивен ефект, а тоа е прашањето дали доколку твојот газда утре
ти рече дека во наредниот временски период ќе мора да ви намали 10% од платата, затоа што фирмата нели нема доволно средства или не знам, се соочува со некој финансиски недостаток, ќе останеш на работното место или ќе напуштиш? Бидете сигурни дека повеќето од нив ќе ви одговорат, не, па ќе останам, ќе се врати во нормала фирмата, добро ми е таму, поготово кај тие што се задоволни од нивното работно место. И јас тука го подпрашувам, сакаш да ми кажеш дека ти си спремен за твојот газда да се откажеш од 10%, а во твоја цел и твој интерес не си спремен да двоиш 10%? Тука замолчете. Дајте му можност да подразмисли какво е неговото размислување, дали вреди и за себе си да почне да трга на страна 10% и дали тие 10% денес ќе му променат квалитет на живот. Верувајте, веднаш ќе добиете еден поинаков позитивен одговор, дека кога може за неговиот газда, може и за себе. И тука ќе дојдете до момент да дојдете до тие 10% и потврден одговор од него дека и не е така тешко да се тргнат 10% и дека нема да променат квалитет на живот. Одиме со наредното прашање, а тоа е какви се неговите штедни навики, кој облик на начин на штедење мисли дека е најдобар. Кај тие првите што ви кажаа дека штедењето е извојување на средства за да си купат нешто, ќе дојдете до момент да ви кажат дека се лоши штедни навики. Меѓутоа ќе имате и луѓе кои ќе ви кажат дека имаат добри штедни навики и дека кој облик на начин на штедење мислат дека е најдобар. Највеќе ќе имате одговори во банка, често пати ќе биде за тоа што соговорниците не слушнале за нешто друго, или подпрашајте ги зошто банка. И ќе добиете одговор, или не знам за подобро, или ми е најсигурно, дома не ми се сигурни, и тогаш повторно ќе ви кажам едно трик прашање, а тоа е ако најдеме подобро место за вашите пари, дали, а да е со иста стабилност и сигурност како банката, дури можам да кажам и поголема, дали би ги префрлиле вашите средства на такво место? Ќе имате подпрашање. А кое е тоа подобро место? А зошто е тоа подобро место? Повторно е трик прашање и повторно ако почнете да објаснувате, ќе навлезете во објаснување продукти. Ве молам, напите се вода и не го одговарајте прашањето. Него одете со тоа, јас само те прашувам какво е твоето размислување, а ако мојот ментор најде такво место или знае за такво место, биди сигурен дека ќе ти го предложи, или повторно извадете се со тоа, па јас не би сакал да ти давам информации кои можеби не се релевантни или точни, ајде тоа да го оставиме на професионалец, знаеш, јас тебе многу те почитувам и сакам да имаш конкретни одговори од конкретно професионална личност, јас уште не сум дојден во ниво каде што можам да ти го објаснам сето тоа. И тука повторно ќе добиете една убава емоција од соговорникот дека вие не сте тука да му наметнете или без разлика што не знаете за одредено нешто и нема да влегувате во дополнителни подпрашања, сепак го оставате тоа на професионалец и нема да ве подпрашува понатака. Кога бирате финансиска институција е наредното прашање, дали ги истражувате условите и можностите или по навика го бирате веќе познатото место или личност. Зошто е ова прашање битно? Ќе видите дека многу од нашето обкружување се влезени во она, ајде да наречам комфорт зона, па немајки време да бираат, да истражуваат, а и немајки доволно познавање, одат кај познатото лице или во најмала рака во банката каде што они зимаат плата. Дури често пати ми се има случајно, супер ми е мене дечкото на шалтер кај што зимам плата, кога и да отидам, веќе си се знаеме и ете таа повторно, таа доверба што они ја чувствуваат, впрочем не им дава можност да разгледаат за нешто друго или во најмала рака немаат време да одат и да ги истражуваат условите. Има едно подпрашање тука и повторно ве охрабрувам да го поставите, а тоа е
Ај признајте си дали е одговорно према вас и вашиот капитал да одите по навика или можеби треба да истражите и ќе добиете потврден одговор дека не е одговорно, меѓутоа дека немаат време. И повторно ќе ве охрабрам да ги прашате дали доколку постои професионалец на пазарот кој тоа би го направил за него, би му го овозможиле тоа или би сакале да имаат еден таков професионалец кој тоа ќе го прави наместо нив. Ве уверувам дека ќе добиете потврден одговор, меѓутоа тука постои нешто што можеби ќе ви го постават дел од нив и ќе ви го кажам се со цел да бидете спремни. Па јас би сакал, меѓутоа тоа сигурно чини многу пари или не знам, треба многу да се плати. Кажете им, ако е тоа бесплатно, и закјутете. Повторно нека завладее онаа малце непријатна тишина да го натерате да подразмисли. Верувајте дека ќе добиете бесплатен, позитивен одговор на тоа бесплатно. Одиме понатака, а тоа е инвестиции. Повторно ги прашувате дали знаат што е инвестиција. Некои од нив ќе ви кажат дека е инвестиција нели издвојување на дел од средствата или одреден дел се со цел тие средства да направат дополнителни средства. Потврдете го тоа, кажете им браво, пофалете ги повторно и ви можност повторно да ги пофалите и не заборавајте ни целиот прашалник дека на секој негов одговор позитивен треба да го пофалите и да воспоставите уште поголема блискост преку тоа со соговорниците. Дали до сега сте инвестирале на некој начин? Ако одговорот е да, можете ли да ми кажете за каков вид на инвестиција станува збор? Дел од нив ќе ви кажат дека инвестирале и кога ќе дојдете до моментот за каков вид на инвестиција станува збор, ќе ви кажат инвестиравме во стан, инвестиравме во куќа, инвестиравме во кола. Земете си за право и прашајте ги дали тој стан, куќа ги издаваат, ги рентаат, дали таа кола им е за возење такси или можеби таа ја изнајмуваат. Ќе ве фрапира одговорот дека повеќето од нив ќе ви кажат не, дека тоа им е за живење. И прашајте ги каков приход им носат и дали во тој случај тоа значи инвестиција. Ќе добиете нели одговор дека не, дека нема никаков приход и прашајте ги дали сакаат да имаат некаков вид на инвестиција и тука доаѓате до моментот да продолжите во делот на инвестиции, за какви инвестиции, дали имаат познавање и сваќаат дека впрочем они немаат никаква инвестиција. Ако дојдете до момент дека ја изнајмуваат колата или го изнајмуваат станот и преку тоа градат пасивен приход, прашајте ги дали имаат било каква улога во изнајмувањето на станот. Пример, сигурна сум дека ќе ви кажат морам да го огласам, морам да го исчистам, морам да го искречам. И тогаш прашајте ги дали е тоа пасивна инвестиција или сепак бара некаков ангажман од нив. Повторно ќе ги подзамислите и ќе сватат дека биле во заблуда, дека имаат пасивна инвестиција и дека впрочем пасивна инвестиција е тогаш кога нема никаков нивни ангажман, а не кога се ангажирани околу тоа. И пак доаѓате до моментот, зборуваме за пасивна инвестиција, дали можеби сакате да слушнете можност за инвестирање каде што нема да биде потребен вашиот ангажман и продолжувате натака со останатите прашања. Потоа доаѓа едно прашање кое е многу клучно и многу значајно, а тоа е кога носите одлука поврзана со финансија, носите самостојно или се консултирате со некого. Ако станува збор за помлади соговорници, ќе добиете одговор да се консултирам со моите дома и тоа повторно ќе го пофалите, така треба, едно семејство, така се гради, така успева заеднички. Меѓутоа, прашајте го
дали по изготвувањето на неговата понуда и при состанокот за неговото предлог решение треба да го повикаме истото лице со кое се консултира. Зошто? Затоа што често пати ќе дојдете до момент да имаме одлично предлог решение, да е клиентот презадоволен и на крајот на денот да рече, ама да, јас за ова морам да разговарам, независно дали е помлад па со семејството или дали е сопруг, сопруга па треба да разговара со брачниот другар. Затоа повикајте го на вториот состанок да бидат двајцата, се со цел да немате одолговлекување и се со цел останатото лице кое треба да ја слушне понудата, да ја слушне изворно од вас, а не да треба да ја прераскаже соговорникот, затоа што бидете сигурни дека нема да може да му ја пренесе онака како што вие ќе ја пренесете, тоест вашиот ментор. Или ќе дојдете до момент, прашајте ги слободно, кога носите одлука дали се консултираат, ќе ви кажат пример, да, со брачниот другар, ќе го храбрите што тоа го прават како едно, нели, одлично семејство што се консултираат, меѓутоа прашајте го и која е струката на неговиот брачен другар. И ако имаме, да речеме, доктор, јас често пати знам да им кажам, дали мислиш дека јас можам да лекувам како твојот сопруг или сопруга или како твојот татко или мајка? Нормално ќе кажат не. Зошто тогаш мислиш дека они можат да донесат одлука или да го изберат најдоброто за тебе ако од спротивата имаат финансиски консултант? Ќе дојдеме до одговор дека ако секој професионално си ја работи својата работа, да, они треба да присуствуваат и треба да слушнат за што станува збор и треба да се консултираат, не го оспоруваме ние тоа. Меѓутоа, понуда добиена од професионалец, а одбиена од непрофесионалец, имаме незадоволство и на двете страни. Значи, соговорникот нема да го добие бараното решение, тоест нема да го има, он ќе го добие од нас, нема да го има бараното решение, а ние, нели, ќе си створиме незадоволство затоа што не сме го постигнале крајниот ефект, тоест не сме оствариле неговата цел. А соговорникот ќе го освестиме дека сепак за одредени финансиски продукти, независно што се консултира дома со било кого и што секој оној треба можеби да присуствува на тој разговор, треба да му веруваат на професионалецот во неговиот сегмент, како што ние, впрочем, нели веруваме на докторите, на механичарите, на стоматолозите, не знам, на продавачите на бела техника или на што и да е. Одиме и разговараме со професионалци, нели, не избираме ние сами. Ние кажуваме што ни треба, а они ни го даваат најсоодветното решение, или одиме на доктор и кажуваме што не боли, а они ни даваат најсоодветната диагноза и терапија понатака како сето тоа би се санирало. Значи, битно е прашањето, фокусирајте се и разглобете го малце тоа. Доколку ви предложиме идеја која би ви помогнала во остварување на вашите цели, дали сте спремни веднаш да започнете со истата и да одвоите дел од вашите средства за таа намена? Тука, често пати ќе добиете одговор, па нели рековме 10%, па нели рековме ова, или нели ќе почнат. Често пати во Македонија денес го слушам одговорот да, 50 евра, или не можам, или не знам X други одговори. Не знам зошто тие фамозни 50 евра им се дојде никако, не знам, некоја цифра која по инерција ја изговараат, на тоа колку средства на месечно ниво би можеле да си одвоите за остварување на вашите цели и желби. Прашајте ги доколку видите дека тоа е сепак премала сума за остварување, а имал големи желби. Прашајте го, дали мислите дека е ова сумата која ќе ти обезбеди, пример, сигурна старост, ако тоа му е, нели, идејата во оние 8
први финансиски потреби кои би ги одвоил. Или прашајте го дали мислиш дека оваа сума би можела да ти обезбеди поубав живот, или ако се родители и сакаат да штедат за своите деца, дали мислиш дека оваа сума би можела во иднина да обезбеди добро школување за твоите деца. Потпрашајте ги. Дојдете до моментот малце да се освестат и малце да бидат реални во нивните очекувања и нивните можности, и дали можеби оставаат приоритет на други финансиски идеи кои нема да им го овозможат тоа што они реално го сакаат. Тоа е идејата на прашалникот. На крајот одиме со здравствената состојба. Битно ни е да знаеме за каква личност станува збор, дали е можеби спортист и е изложен на некои ризици, дали е можеби соговорник кој има критична работа или не знам, се качува по скеле или работи месар, па цело време работи со ножеви, која е сепак ризична професија, или е полицаец и носи оружје во себе. Битно ни е колку е неговата здравствена состојба добра. Повторно дадете му го телефонот во изборот на нели сето она што он го мисли дека е потребно за превентивно за неговото здравје, и тука ќе видите дали со соговорникот се слушате или едноставно, бидејќи ова е веќе при крајот со прашалникот, ќе сватите дали цело време ве прател соговорникот или едноставно веќе му доаѓа заморно, значи ќе сватите дека можеби предолго сте го пополнувале прашалникот, и ќе видите колку е он фокусиран и колку навистина има идеја и желба да промени нешто и да добие предлог решение. Зошто е битно името и презимето на нивниот матичен доктор и назив на ординацијата. Веднаш ќе ви даде слика за повторно каков соговорник станува збор, дали он си прави превентивни прегледи, дали за себе си е одговорна личност и или едноставно е неодговорен и дури не ни знае кој е неговиот матичен доктор. Значи затоа и е битно и да видите дали воопшто има матичен доктор, затоа што од искуството видовме дека од незадоволство од државниот здравствен систем во државава многу луѓе немаат ни матичен доктор, што е сериозен проблем пред се за нив, не за нас. А и за нас кога треба да бираме продукти одредени и да им предложиме некое предлог решение. Одиме при крајот со прашалникот, кој термин вам ви одговара за представување за да ја слушнат нивната понуда. На крајот од целиот прашалник имате еден календар со сите 7 дена и со по 2 часа оставени. Ќе се сложите со него, ќе ви даде 2 термини, за да ја зајакнете вашата професионалност, ќе му кажете дека цело време сте зборувале дека за одредени негови прашања менторот ќе одговори, дека вие го имате исклучително најдобриот професионалец во моментов на пазаров, дека за него би го ангажирале еден од најдобрите професионалци, се со цел да ја добие најдобрата понуда и најдоброто предлог решение. И тука, кога он ќе ви даде термин, јас често пати го правам тоа така, му викам, добро, може ли да ми дадеш 2 термини, јас сепак сакам да се слушнам со мојот ментор и сакам да го ангажирам, меѓутоа ми требаат 2 термини за да он, нели, ако е на едниот зафатен, можам да го ангажирам на другиот. Верувај дека сакам да ја имаш најдобрата понуда. И се јавувате кај вашиот ментор, колку и да сте блиски со него, моја топла препорака, однесувајте се со него професионално, дури нека е, не знам, вашиот најдобар другар. Ало, здраво, не мора да биде тоа госпоѓа, здраво Кристина, или здраво, не знам како и да се вика вашиот ментор. Јас сум тука со еден мој драг пријател, што туку го завршивме индивидуалното портфолио прашалник, како и да го нарекувате. Јас би те замолил
да ми дадеш слободен термин во овие 2 термини, или дали може да очекувам ти како професионалец да го разгледаш пополнетиот прашалник и да изготвиш предлог, решение, ми значи, многу ми е битен човекот. Така оставате впечаток кај соговорникот дека вие навистина го бирате за него најдоброто решение, дека вие навистина го бирате на пазарот најдобриот професионалец, дека сте вложиле труд, а и оставате доза на сериозност дека ќе се појави на последниот разговор и дека нема у 5 до 12 едноставно да му текне дека има нешто поприоритетно, затоа што вие ангажирате сепак професионалец кој вложил труд, време, енергија за да го разгледа, да изготви најдобра понуда и така оставате уште една поголема сериозност кон него. Откако нели ќе добиете потврден одговор, го штиклирате вашиот закажан состанок, го потврдувате со соговорникот, му се заблагодарувате на менторот и на крај се обраќате кон соговорникот. Постои само уште нешто кое би ми требало да го знам, како би го изготвиле најдоброто решение во овој момент, со колку средства располагате во овој момент, како би можеле да започнеме, а после тоа да си продолжите на месечно ниво со сумата која веќе ја одредивме. Тука ќе имате многу одговори од типот па нели се договоривме за сума, па знаеш јас имам планирано нешто друго. Нема лагодно да ви кажат со колку средства располагаат. Бидете спремни на тоа. Меѓутоа, тоа нека не ве охрабрува. Ако имаме соговорник кој одговорил дека редовно штеди, без посебна причина, се враќаме на горното прашање и повторно го прашуваме. Ако ти работиш толку и толку години и редовно штедиш, значи која е сумата? Дали имаш некоја заштедена сума? Ако ви рече зошто ти е потребно ова, слободно искористете го, видете или види. Јас влегувам и работам во компанија за финансиски услуги. Нашата идеја и цел на пазарот е тоа што граѓаните го плаќаат поскапо, да може да го платат поевтино. Впрочем, јас би сакал тебе да те прашам. Дали ти, кога одиш, сакаш да купуваш на повисока цена, кога пазариш, или сакаш да купуваш на најниска цена? Сигурно сите ќе ви одговорат, па поевтино. Токму тоа сакам да го направам за тебе. Дали имаме некоја одредена сума со која би можеле да започнеме? А веќе од наредниот месец продолжуваме со нели месечната сума која ја одредивме. Ќе се подразмисли, ќе свати дека повторно е во негов интерес, или на предходното предавање, ви докажа еден одличен пример. Сите имате телефони и телефонот ви е најверојатно на маса во моментот кога го одржувате прашалникот, и често пати ќе дојде момент да го пополнувате од телефон, па кажете му, ако ти го понудам овој телефон и можеш да го купиш истиот за 500 евра и за 1000 евра, ќе го купиш тој за 500 или ќе го побараш тој од 1000? Истиот телефон е, со истите перформанси, со истите можности. Сигурна сум дека ќе ви каже дека ќе го купи тој за 500. За тоа те прашувам дали располагаш со одредена сума на средства како би започнали. За да сето тоа што во иднина ќе го добиеш како предлог решение не те кошта ѓаол и пол, него те кошта многу поевтино. Ќе дојдете до момент да ви каже дека има одредена сума на средства. Ако дојдете до момент на одредена сума на средства, кажете му, знаев дека е тоа така, знаев дека си ти исклучителен човек, знаев дека разговарам со човек кој реално размислува на својата иднина и сака нешто повеќе и подобро за себе. Ќе му се заблагодарите за одвоеното време, ќе му кажете дека сите овие прашања и целиот овој прашалник е нели она последно
дека е само ќе се користи само во негова цел и само за наши лични потреби за изготвување на неговото предлог решение и дека нема да биде искористено во ниедна друга цел. Ќе го поздравите срдечно, ќе се заблагодарите за одвоеното време и ќе го потврдите уште еднаш вториот состанок кога се гледате со конкретна понуда. И тука би завршиле со прашалникот и мислам дека на ваков не мислам, сум сигурна дека на ваков начин ќе имате еден одличен прашалник и одлично задоволен клиент, соговорник, кој во иднина ќе биде ваш клиент. Ве охрабрувам сите слободно да се пуштите во пополнување на прашалници, не можете да погрешите, прашалникот е многу едноставен, само ќе ви ја зајакне, само довербата повторно ќе ви кажам, ќе ви помогне како да се представите во едно поинакво светло пред вашето опкружување, да бидете почитувани, да имате успешни состаноци во иднина и се гледаме на работилница и се надевам дека ќе имате многу позитивни искуства. Сите вие што си ја пробавте среќата после предавањево, а сите вие што сепак постои кај вас се уште некој страв дали да го пробате и како, спремете се за работилницата во четврток и заедно сето тоа ќе гледам максимално тој страв да го преточиме во желба да пополниме што повеќе индивидуални портфолија и да дојдеме заеднички со вашите ментори до клучните решенија за вашите соговорници. Ви благодарам на вниманието и се гледаме во четврток.